Редовен термин за најновите информации и случувања од Вардарскот и Квешкиот регион Македонија, светот и спортот, што се подготви денеска информативната редакција на К1 телевизија, ќе погледнете веднаш по најавите. Јас сум Катерина Нацева. Останете со нас. Градоначалникот на Кавадарци организираше акција за чистење на фасадата на општинската зграда. Непознато лице усмртил пешак на магистралниот пат Велес-Штип-Кочани. Управниот суд ја прифати жалбата на Беса. Во Чаирки има трет круг на гласање. По само еден ден откако седна на градоначалничката фотелја, новоизбраниот градоначалник на Кавадарци Митко Јанчев се фати за работа. Сабота, иако е неработен ден, Јанчев организираше акција за чистење на фасадата на општинската зграда. Потек за поздравување, велат кавадарчани. Во зграда која сјае и од која трагите на шарената револуција се симнати, започна првиот работен ден за градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев. Викендов пред очите на кавадарчани се чистеше фасадата, затоа што, како што вели новиот градски татко, тој сакал мандатот да го започне во чиста општинска зграда, апропо како што неговата победа беше чиста. Во видов потреба дека мора да се чисти општинска зграда, затоа што една општина да доликува на нешто треба да биде така како што треба. Имаме тука една фасада која што од 64 година изградена, изработена, мислам дека една од најубавите фасади во Македонија, ретки фасади кои што е направена на општинско ниво или на републичко ниво, и ми беше жално и странно да гледам во таква состојба, затоа организирав уште првиот ден, односно неработен ден после првиот ден доаѓање, да организираме да ја чистиме донацијски. Значи не потрошивме никакви средства за таа работа, него донацијски ја чистивме, вложивме труд, вложивме љубов, ја вративме фасадата во таква ситуација како што доликува да биде за градот, и моје мислење е дека треба општината да биде огледало на еден град. Ако општината е на завидно состојба и завидно ниво, така ќе не биде градот. Кавадарчани видно изненадени велат дека не очекувале Јанчев веднаш да започне со работа. За нив чистењето е доказ дека тој има намера сериозно и одговорно да работи во нивен интерес. Потек за поздравување, велат граѓаните. Добро е тоа се направи, добро е. Поубаво изгледа вака, чиста, да речеме, не е ошлапана со разни бои. Редно беше веќе крајно време беше да се чисти. Може да протестираш, али да се престижиш пак во нормално, мирно, а не тоа е практично државно, обштествено собственост. Да го наказуеш така. Ете, има такви секакви луѓи. Нема што беше шарено од младите, од револуцијата. И чистена е од новиот градоначалник, и убаво е позитивно. Оваа шарената револуција што го руинира општината. Тоа не личеше на ништо. Ја не знам како тоа така се дозволи. А новиот градоначалник за ден-два кога стапи на функција одма ја изчисти. Сега си личи на општина. Кога дојде новиот градоначалник, ја изчисти фасадата. Фасадата езде што ја измацааше. Иницијативата е лично покрената од градоначалникот, а акцијата ја изведоа неколку приватни компании со посредство на јавното претпријатие Комуналец. За многумина, ова е доказ дека и понатаму кавадаричките компании ќе бидат главни партнери во реализацијата на проектите на локалната самоуправа. На првата пресконференција откако стапи на градоначалничката функција, Аце Коцевски изјави дека општината има долгови, а се соочува и со проблемот на превработеност, како во општината, така и во јавното претпријатие Дервен. Она што како решение го најави е раскинување на договорите со дел од вработените. Лоша е состојбата во општина Велес, изјави на пресконференција градоначалникот Аце Коцевски. Иако претпоставував дека тоа е така,
од извршениот увид се покажа дека состојбата е многу полоша, рече Коцевски и додаде дека долговите се во висина од 2,7 милиони евра. Тој обвини за неодговорно работење на општинската администрација и избраните функционери. Во општината има вкупно 70 вработени на неопределено време и 19 пожарникари. Преку Агенцијата за времени вработувања, вкупно се вработени 41 вработен, истакна тој. Тука е грубо прекршен законот, затоа што договорот е склучен и работниот однос е заснован според законот за работни односи, а вработените, најголем дел од нив, добивале задачи кои се однесуваат за вработени, кои требало да бидат вработени според законот за вработување во јавните служби. Имавме разговори со неколку министерства и со Агенцијата за државни службеници, се обидуваме да најдеме соодветно решение. Во ЈКП Дервен вработени се 300 лица плюс 49 преку Агенцијата за времени вработувања, потенцираше Коцевски. Истакна дека кога тој ја напуштил функцијата градоначалник, бил 49 вработен во општината, додека во ЈКП Дервен имало 230 вработени. Тој најави раскинување на договорите со дел од вработените. Значи, тогаш кога ќе бидеме сигурни дека сме нашле правен лек, ќе ги раскинеме договорите на најголем дел од вработените, меѓутоа одма ќе пристапиме кон носење на нов акт за систематизација и тие работни места кои суштински се потребни, неопходни, а има многу такви празни места во општинската администрација, да ги пополниме според соодветниот закон на неопределено време. Со цел да се заштити општината и да не се даде можност на дел од вработените да тужат, се водат преговори со Агенцијата за времени вработувања и неколку државни институции. На 5.11.2017 година во 20 часот и 30 минути во полициска станица Неготино СЕ 40 години од Демиркапија пријавил дека од страна на непознато лице извршена е тешка кражба во неговата семејна куќа, информираат од Министерството за внатрешни работи, при што сторителот преку прозорецот од купатилото влегол во куќата и одзел паричник во кој имало околу 25.000 евра. Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот. Сообраќај на несреќа на истиот ден се случи на магистралниот пат Велес Штип Свети Николе. Непознато лице усмртил пешак на магистралниот пат Велес Штип Кочани. Според информациите од Министерството за внатрешни работи, на 5.11.2017 година, околу 21 часот, на магистралниот пат Велес Штип Кочани, кај фабриката за масло, се случила сообраќајна незгода, во која засега непознато лице управувајќи возило, удрило во пеша кој починал на самото место. По незгодата, непознатото лице со возилото го напуштило местото на настанот. Смртта на пешакот е констатирана од страна на доктор при итна медицинска помош. Увид на лице место извршиле јавен обвинител и екипа од секторот за внатрешни работи Штип. По наредба на јавен обвинител, телото е дадено на обдукција и се превземаат мерки за идентификување на починатиот и пронаоѓање на возачот. Поради ниските утрински температури на крајот на октомври се појави првиот мраз, но не ги изненади земјоделците кои веќе ги имаат завршено работите на отворено. Нивниот проблем е долготрајната суша која прави штети на житата и на повеќе годишните насади. Првиот мраз не ги изненади земјоделците кои веќе ги имаат завршено работите на отворено. Нивниот проблем е долготрајната суша која прави штети на житата и на повеќе годишните насади. Иако на крајот на октомври се појави првиот мраз, на земјоделството немаше поголеми влијанија поради тоа што годинава се дојде подоцна од вообичаеното. Поголемиот дел во земјоделските производи се веќе собрани од нивите, со исклучок на некои градинарски култури како пиперките или доматот, каде се берат последните плодови. Тутунот е веќе нанижан, додека зелката, карфиолот, брокулата и килот се издржливи на пониски температури. Во текот на оваа недела, според агрометеорологот Ангелко Ангелески, се очекуваат стабилни временски услови со позитивни утрински и дневни температури до 15 степени и со локални врнежи од дожд со количества кои воопшто не би ги решиле проблемите на суша
сушата. Врз есенските посеви кои се порано посејани и поникнати, ваквото време нема влијание и тие се во добра состојба. Сепак поникнувањето е многу слабо и недоволно развиено поради сушните услови. Се подготвуваат измени на законот за ловство по бројните реакции на ловечките здруженија и предлозите да се укине сегашното електронско полагање. Предвидените измени предвидуваат враќање на претходната класична форма на испит, а нема да има временско ограничување со што ќе може да се полага во текот на целата година. По реакциите на ловечките здруженија и предлозите да се укине сегашното електронско полагање, се подготвуваат измени на законот за ловство. Ловџиите сметаат дека електронското полагање е покомплицирано. Постапката е сложена со низа дополнителни трошоци за кандидатите и со малку термини во текот на годината. Предвидените измени предвидуваат враќање на претходната класична форма на испит, а нема да има временско ограничување, со што ќе може да се полага во текот на целата година. Законските измени се очекува да се донесат во ноември, а првото полагање да биде најрано во декември оваа година, велат од Министерството. Со претходно доставените апликации и без никакви трошоци, повеќе од 1300 кандидати ќе имаат можност да полагаат. Се очекува и објавување на јавен оглас за нови концесии на ловиштата кои досега немале концесионери. Продолжуваат активностите по повод одбележувањето на 9 ноември денот на општина Велес. Во среда премиерно ќе биде изведена театарската представа за деца Волшебникот од Оз во Народниот театар ИХК Джинот со почеток во 11 часот. Чествувањето ќе заврши со изведба на представата Тирамису. Во рамки на одбележувањето на денот на општина Велес 9 ноември, во среда во салата Бели Мугри во 11 часот, ќе се одржи 35-тиот противпожарен квиз во организација на Противпожарниот сојуз на Велес. Додека во 19 часот во салата Бели Мугри, концерт Велес низ фолклорот, на кој ќе настапат културно-уметничките друштва Вила Зора, Коле Неделковски и ансамблот Керамичар. На 9 ноември во 9 часот приемна делегација на Општинската организација на Сојузот на борци Велес во кабинетот на градоначалникот. Во 10 часот ќе се положи цвеќе на паднатите борци во спомен костурницата, а во 19 часот закажана свечената академија, при што ќе бидат доделени овогодишните награди и признанија. Во чест на наградените, концерт ќе одржи етногрупата Баклава. Чествувањето продолжува на 10 ноември со промоција на збирка поезија Трето око од Павлина Климкар Меанџиева во ликовниот салон во 18 часот. Еден час подоцна изложба на дела создадени на ликовната колонија Папрадишки мајстори, а во 20 часот во театарот Джинот ќе биде изведена представата Тирамису. Представата Волшебникот од Оз е новата премиера на театарот Джинот, кој се реализира со сопствени средства од театарот за тековната 2017 година. Режисер на истата е Александар Ивановски, а драматизацијата е на Катерина Момева. Представата Волшебникот од Оз е новата премиера на театарот Джинот, која ќе биде изведена во среда на 8 ноември со почеток во 13 часот и 30 минути. Ова е проект кој се реализира со сопствени средства од театарот за тековната 2017 година. Режисер на истата е Александар Ивановски, а драматизацијата е на Катерина Момева. Представата всушност ја раскажува авантурата на малото девиче од Канзас Дороти Гел, која што после едно големо торнадо залутува во земјата на Оз во потрага по волшебникот од Оз и на тоа патување ги сретнува своите пријатели Страшилото, Дрвосечачот и Лавот. Заедно со нив успеа да ги совлада сите препреки кои што ги поставува лошата вештарка од Запад и на тој начин сите те успеваат во својата мисија. Дороти да се врати во Канзас, Страшилото да добие мозок, Дрвосечачот да го добие срцето, а Лавот да ја добие храброст. Ова е представа која на забавен и едукативен начин ги воспитува младите на универзалните и особено важните човечки особини. За режисерот Ивановски ова е прва детска представа.
Навистина голем предизвик, затоа што е тоа еден класичен материјал кој што е добро познат на сите, една приказна која што ние веќе во нашите глави, во нашите свести ја имаме извртено толку многу пати што ни се чини како да ја препознаваме на разни места, на секаде низ нашите животи, без разлика дали сме деца или возрастни. И супер е што можеме на таква комплексна приказна, на таква интересна спојка на карактери, на ликови, на фантастични светови да ја донесеме на сцената на Велешки театар. Премиерната изведба е во рамки на одбележувањето на денот на ослободувањето на Велес 9 ноември. Во текот на наредните денови ќе има организирани изведби за учениците, како и дневна и вечерна изведба за заинтересираните родители. Продолжуваме со вести од Македонија. Се укинува Советот за јавни набавки, а в година ќе добиеме и нов закон најдобрите европски практики, најави ресорниот министер Тевдовски. Причини за реформите се што набавките станале покомплицирани од потребното, а роковите биле се подолги. Според Тевдовски, бирократските процедури наместо да ги спречат можните злоупотреби, довеле неретко и до блокирање на институциите. Поддршка за реформи во системот за јавни набавки пристигнале и од Европската унија, невладиниот сектор Сигма, ОЕЦД, а бирото веќе работи на новиот закон за јавни набавки. Се најавува серија јавни дебати и стандардна постапка за негово доведување во собранието. Управниот суд ја прифати жалбата на Беса за повторно гласање во избирачкото место 2901. Ова значи дека Висар Ганил нема да ја превземе функцијата на градоначалник на општина Чаир, туку ќе мора да се соочи со неговиот противкандидат на трет круг на избори, известува Шења. Бројот на гласови во ова избирачко место може да го промени резултатот од локалните избори и да се утврди победникот поради големиот број на регистрирани гласачи и тесната разлика меѓу двајцата кандидати кои отидоа во вториот круг од изборите. Разликата помеѓу Висар Ганил и Зекирија Ибраими по вториот круг од гласањето беше 209 гласови, додека на избирачкото место 2901 има вкупно 719 регистрирани гласачи. Од нив во вториот круг гласале само 278 луѓе, од кои Зекирија Ибраими освои 164 гласови, Висар Гани 98 и 17 беа неважачки. Ако кандидатите ги освојат истите гласови од вториот круг, во оваа општина градоначалникот ќе може да го одлучат тие 441 глас кои не излегоа да гласаат во вториот круг. Полицијата се уште трага по убиецот на нарачателот, но и останатите вмешани во ликвидацијата на 28-годишниот Мартин Јанучев, кој викендов беше застрелен во Скопската населба аеродром. Од Министерството за внатрешни работи засега не излекуваат со официјални информации, но имаат детали за крвавиот настан. Добро им е познат идентитетот на извршителот, лицето кое е било во придружба, но и на нарачателот на убиството, кој веќе подолг период не е во државата. Шпекулациите се дека сите тројца се засолнети во Србија, иако од МВР не го откриваат идентитетот на осомничените, сепак во јавноста гласно се говорат нивните имиња. Извршителот издржувал казна затвор во истражниот затвор Скопје, а на денот на убиството бил на викенд. Според неофицијални информации, затвореникот одлежувал 6-годишна казна затвор за наркотици, но математиката не се поклопува бидејќи во истражниот затвор Скопје, освен притвор се издржуваат казни затвор пониски од 3 години. Ова значи дека осомничениот има помала затворска казна или пак поради безбедносни причини ја издржува казната токму во овој затвор. Грчкиот министер за транспорт Христос Спирцис најави дека до крајот на годината ќе почне воведување на новиот систем на наплата на патарини, при што ќе се укинат наплатните пунктови. Според планот, патниците ќе ја плаќаат патарината преку мобилен телефон или специјални апарати, а износот што ќе се плаќа ќе зависи од поминатата километража. Првично системот ќе се воведе на автопатот Егнација во правец исток-запад, а потоа ќе се воведува и на други патишта. Продолжуваме со вести од светот. Напаѓачот во Тексас, кој вчера во црква во населба близу Сан Антонио за време на миса уби најмалку 27 луѓе, а рани повеќе од 20, е идентификуван како Девин Келин, поранешен припадник на американските воени воздухопловства.
Според информациите, тој не е поврзан со никакви терористички групи. Нападот се случи во баптистичка црква, а жртвите се на возраст од 5 до 72 години. Меѓу нив беше 14 годишната ќерка на свештеникот. Според информациите на полицијата, напаѓачот бил припадник на американските воздухопловни сили во логистичката база во Њу Мексико, а во 2012 година бил изведен пред воен суд поради напад на сопругата и детето. Откако поминала 1 година во затвор поради лошо однесување, тој бил отпуштен од војската и му бил сменет чинот. Мотивите за нападот засега се непознати. FBI и полициските органи сметаат дека не се работи за тероризам, туку за лице со ментално пореметување. Инаку, како што пренесуваат американските медиуми, тој до црквата возел 70 километри од своето место на живење. Полицијата денеска ќе претресе неговата куќа и ќе разговара со луѓе кои биле во непосредна комуникација со него. Истражен судија во Белгија го пушти екс-премиерот на Каталонија Карлес Пучдемон на условна слобода. Лидерот на сепаристите не смее да ја напушти земјата. Карлес Пучдемон и четворица други уапсени поранешни каталонски министри биле сослушани вчера попладне од страна на истражен судија во Белгија, пошто тој донел одлука тие да бидат пуштени на условна слобода. Одлуката на судијата соодветствува на барањата на обвинителството. Со ослободувањето е поврзан условот сите петмина да останат во Белгија. Освен тоа, тие мора да наведат адреса на престој и да се јават на сите покани на судот и полицијата. Белгиското правосудство сега има време од 15 дена да донесе одлука околу меѓународниот налог за апсење издаден од страна на Шпанија. Шпанското правосудство ги товари каталонските политичари за бунт, немири и проневера на јавни финансиски средства. За кревање бунт во Шпанија следуваат до 30 години, а за немири до 15 години. Пучдемон претходно од непозната локација во Белгија упати повик до приврзаниците на идејата за независност на Каталонија да бидат единствени. Сите демократи мора да се обединат, напиша тој на Твитер, за Каталонија, за слобода на политичките затвореници и за република. Денеска имавме променливо облачно време со сончеви периоди проследени со слаб до умерен северен ветер. Максималната дневна температура достигна до 17 степен. Утре во Македонија ќе провладува променливо облачно време со повремени послаби локални врнежи од дожд, особено во западните и југозападните делови. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од југоисточен правец. Во текот на ноќта кон среда се очекува интензивирање на врнежите и проширување кон источните делови. Метеоинформациите се последни во информативното издание на овој дневник. Јас ви благодарам за вниманието. Пријатна вечер.